проекта. Пред се да ви посакам од моје лично име и од името на Македонското здружение за заштита при работа, добре дојде на овој настан, свечен настан. Значи обележуваме или започнуваме промоција, правиме на еден нов проект кој ќе помогне многу во заштитата при работа во Република Македонија. Значи моето име е Фатмир и јас сум работен во Македонското здружение за заштита при работа. Сега да не должам многу, одмах ќе го поканам господинот Милан Петковски, председател на Македонското здружение за заштита при работа, да се обрати до присутните. Благодарам, Милан. Добар ден. Благодарам, Фатмир. Благодарам до сите вас кои одвоивте денеска време да бидете присутни на оваа, според мене, многу свечна активност, промовирање на еден нов проект кој го почнува Македонското здружение за заштита при работа. Организација која е стара 40 и повеќе години, која во континуитет работи на полето на заштитата при работа, на безбедноста и здравјето при работа. Организација која за себе има многу остварени проекти. Организација која ги обединува специјалистите, инженерите по заштита при работа, стручните лица по заштита при работа, како и фирмите кои работат во оваа проблематика. И организација која држи до тоа да во континуитет ја унапредува заштитата при работа во Република Македонија. Исто така, една од главните цели да соработуваме со организации кои ги делат нашите цели, како во земјата, така и надвор. Македонското здружение за заштита при работа од 2008 година е колаборативен центар на Меѓународната организација на труд. Обврска, но и голема чест да бидеме дел од тоа меѓународно семејство. Би сакал да пред воопшто да почнеме да разговараме за самиот проект, би сакал накратко да направам еден вовед кој се однесува на самата проблематика на заштита при работа. Едноставно, тоа е динамична област, јас се нарекувам наука, бидејќи вклучува многу науки во себе. Наука која нема за цел да ги брои жртвите на работа, туку има за цел да направи подобри услови за работа. Затоа, во нашето секојдневно работење вклучуваме многу експерти од областа на медицината, од областа на инженерството, од областа на хемијата, од областа на биологијата и така натаму. Едноставно, ова интердисциплинарен пристап кон подобрување на работните услови, бидејќи условите не се само однапред детерминирани, туку се исто така динамична материја која се одествува на самиот технолошки процес. Македонското здружение за заштита при работа особено е гордо на тоа што покрај сите овие стручњаци во своите редови, поточно во својата соработка контактира и со државните органи, особено тука ја истакнувам соработката со Државниот инспекторат по труд, поточно делот на заштита при работа. Тука ние меѓу нас и директорот на таа установа, господинот Горан Јовановски, кој понатаму ќе земе збор. Но она што го правиме заедно е, јас мислам, според моје лично убедување, нешто со кое можеме да се гордееме и нешто што и меѓу другите, тоест кога го зборуваме надвор, сака да го спроведат баш онака како што ние го работиме. Како што реков, заштитата при работа е динамична област, заштитата при работа е нешто што не мирува и нешто што ги следи тековите, тоест процесите на работа. Заштитата при работа едноставно има смисла ако имаме желба да ја унапредиме работната средина. За да не должам понатаму, да направам, како што реков, еден краток вовед, она што го правиме денеска е, јас мислам, нешто ново во Република Македонија. Нешто што е пракса во развиените земји. Ќе се обидеме сите заедно да воведеме системи за управување со заштитата при работа. Комплексна материја, но едноставно, доколку успееме во тоа што го имаме планирано, а јас лично верувам дека ќе го направиме, верувам дека утре завтра ќе можеби да се пофалиме и да го искажуваме, тоест да го
споделуваме нашиот пример дури и со други земји. За сега толку околу проектот господина Кочовски. Сега фатно. Благодарам. Благодарам, Милан. Ќе продолжиме понатака со господинот Уно Абрахамсен, кој доаѓа од Норвешка и е представник на Министерството за надворешни работи од Норвешка. Thank you very much, Fatmi. This project has three main elements: more general building capacity for OSH in Macedonia. Second, developing some demonstration projects on management in companies based on continuous improvement processes, the so-called demonstrator, plan, do, check, monitor, setting objectives, plan, do, check, and again, continuous improvement processes. This way of handling ocean issues in companies, closely linked to the management system, is very important for improving also ocean conditions. Also, we have a lot of experiences in Norway on this from the internal control regulation, which applies to all Norwegian companies. Having good demonstration examples from Macedonian companies and disseminating lessons learned from these companies is very important for improving OSH also here in Macedonia. The third element is the regional component, developing good contacts with the other countries in the region. We have already good contacts with Serbia, Bulgaria, Kosovo, Croatia, and I believe this is also important to learn from each other. All the different countries have different strong and weak points. Learning from the strong points from each country is also important. Based on the experiences from the former project, the textile project, which was a success, I believe this project also will be successful. The best wishes for the promotion of this project. Thank you. Благодарам на господинот Уно. Сега треба да следат и представници од секторот за европски прашања, но пред состанокот ни известија го поздравуваат настанот, но не можат да учествуваат затоа што имат економско-социјалниот совет, имаат состанок и не успеат да дојдат. Тука се и представниците од синдикатите и од работодавачите. Значи сите го поздравуваат овој настан, но не успеа да дојдат. Понатака го поканувам господинот Горан Јовановски, директор на ДИТ, да се обрати до присутните. Уважаеми сите, почитувани дами и господа, представува особена чест во име на Државниот инспекторат за труд и во свој висши углед да ви се обратам денес на овој случај